поготово во, ајде да речам, од 7:30 наутро до 15 часот, стварно имаме сериозен проблем и за движење, меѓутоа и за паркирање низ автокоманда. И зонско решение, зонско паркирање е решение и еднонасочен режим на сообраќај е решение како што имаме во примерот на Девар Мало. Можеби автокоманда не го прифаќа во моментот тоа, меѓутоа и во Девар Мало не се прифаќаше, меѓутоа кога луѓето видат дека функционира и како после го прифатија тој начин на функционирање со две раце. Предпоставувам дека нели пак околу надлежностите јавниот транспорт е во рамките на надлежностите на градот Скопје. Меѓутоа користењето преку обезбедување, нели, прво квалитетен, точен, навремен и така натаму јавен транспорт, прво тоа треба да го има, треба да има здрави исправни автобуси и така натаму. Меѓутоа и преку поттикнување на граѓаните, нека и кампањско или со некои други методи, значи сето тоа ги споменавте големите фабрики и вработените. Предпоставувам дека тоа се должи на тоа што сите вработени одат, и тоа го забележуваме сите што возиме наваму. Тоа со Вики преѓа го коментиравме во метежот, дека сите се по еден човек во еден автомобил. Не знам која би било надлежноста на општината во врска со тоа. Ете, тоа е емисија во живо, кој си игра со сигурно. Која би било надлежноста на општината во или намерите, или во кој правец би се движеле, нели? Се тука влегуваме во евентуалната соработка не само со владата, туку и со централната власт во градот, односно градоначалникот на град Скопје и советот и предпријатијата од град Скопје. Што вашата визија или мислење околу тоа прашање, околу јавниот транспорт и улогата на општина Газибово во таа прика? Да, јавниот транспорт е сериозен проблем, како што можеме